Комплексен проект најавен преку едно ветување во програмата на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, најголемата пешачка зона во Европа, ќе се протега од Чаршија преку улицата Димитрија Чуповски на Рекорд, па се до музеот на град Скопје. Постапување на функцијата, ниту збор дали и кога ова ветување ќе биде исполнето. Еве што ветуваше Арсовска во програмата. Центарот на градот ќе стане нова пешачка зона, преку дисперзија на сообраќајот од централното градско јадро и реконструкција на улица Македонија со дополнително зеленило и одвод, ќе овозможиме слободна пешачка зона од старата Скопска чаршија преку плоштадот Македонија па се до музеот на град Скопје. Ова ветување, како и други, остана само на хартија, но ова не беше ветување само од Арсовска. Желбата да се направи најголемата пешачка зона ја има и градоначалниците пред неа, Трифун Костовски, Коце Трајановски и Петре Шилегов. Ова идеја првично предвидуваше подземна улица под Рекорд, за да не се прекине протокот на една од најпрометните улици во Скопје. Но низ годините, ниту еден градоначалник не види исплатливост во овој проект, па улицата остана како и досега. Последен во низата проектирање направи Шилегов. Тој заеден он вели дека доколку утре се тргне со реализација на овој проект, ќе бидат потребни најмалку 3 години за да се оствари. За да може да центарот на Скопје стане пешачка зона, ви едноставно морате да ја бајпасирате улицата која што е сега фактички градена по стандарди на 70-тите, 80-тите, кога градовите биле автоцентрични и возилата поменувале низ центар, ви едноставно мора да го направите бајпасот за тие возила. Тоа е нешто што остана како нешто што во градот мораше да биде спроведено и беше изработен проектот за спојување на тунелот под Лимак со остатокот од инфраструктурата, што значи дека граѓаните од Кисела вода, Драчево, тој дел би го бајпасирале центарот, не би морале да одат низ центар, и 2 години веќе готовиот и непуштен мост во Ново Лисиче, во аеродром, преку кој што граѓаните од Ново Лисиче, аеродром Лисиче би можеле исто така да го бајпасираат центарот, затоа што фактички вие преку големиот ринг кој поминувате центарот на градот по комуникацијата исток-запад. Кога тие два коридора ќе ви бидат готови, паралелно со работењето на Бас Рапид Транзитот, зашто се уште ништо не се случува, парите стојат на сметката на градот и плаќаме камати, тоа требаше да биде еден процес од околу 3 години, што би се рекло наредната година тоа требаше да биде ставено во функција и употреба на граѓаните на Скопје. Подземната улица пак требаше да биде готова годинава, но за да стане функционална, од Лимак кажаа дека и градот мора да го направи своето, правење влезови кои ќе водат до и од подземната улица, односно кружен тек кај Нова Македонија, на крстосницата на улиците Железничка и Бихачка. Она што последно Арсовска го кажа пред медиумите е дека не се решени имотно-правните односи, па затоа не се ниту блиску до изградба на кружниот тек, кој таа го имаше ветено во својата програма. Мостот во аеродром пак, градоначалничката прво рече дека ќе служи за ловење риба, а потоа дека ќе биде пуштен во употреба, но ниту тоа уште не е реализирано, за да може да се искористи последната изработена проекција за центарот на Скопје да биде пешачка зона. Пешачката зона ја поздравуваат и активистите. Дарко Арсовски од неформалната група на Точак, заеден он вели дека идејата е одлична, како за луѓето кои се движат пеш, така и за велосипедистите. Веруваме дека е изводливо тоа, не е ништо комплицирано. Многу градови го направиле, сите градови кои што го направиле се презадоволни и самите граѓани уживаат после тоа во благодетите. Пред се граѓаните кои што живеат и фигурираат низ центарот, понатаму сите кои што имаат бизнеси таму. Но прашање на политичка волја и храброст тоа се направи, бидејќи да, секогаш на почетокот има малку отпор кај останатите граѓани кои што ја користат за транзитна зона, но бенефитот е многу поголем за нив и долгорочно, бидејќи тие кои што претходно го користеле за да патуваат со коли, кои што имаат најмал можен проток, сега може да го користат за поинакви превозни средства, пред се автобуси и точаци кои што може да поминат многу повеќе во многу помал простор, а и на крајот на денот самиот град го има бенефитот од помало загадување звучно и аерозагадување. Пред се, чим самите градоначалници и кандидатите ветуваат дека сакаат да биде Рекорд пешачка зона, Шилегов ветуваше дека ќе биде за година-две. Направи огромна екстензивна анализа со странски експерти кои што самите тие кажаа дека Рекорд мора да биде пешачка зона како што е пример во сите светски и европски метрополи. Сегашната началничка вети во незиното предизборна програма која што цело време ја повторува. Значи дека самите тие сакаат и мислат дека треба да биде, но на крајот на денот пак останува на нивната храброст.
А еден испрати неколку прашања до градот, до каде е реализацијата на овој проект и колку пари годишно се одвојуваат за него, но и за оваа тема останавме без одговори.